Денеска ви посакувам добро утро од Центарот за регулација на сообраќајот, кој што се наоѓа во главниот град и е единствен во Скопје. Функционира од 2013 година. За сите оние кои што не знаат, а дефинитивно е всушност и интересна самата информација. Ово утро, како што напоменав, се наоѓаме токму овде. Овој центар работи од 6 часот наутро па се до 22 часот навечер. Се разбира со присуство на вработените кои што работат токму овде во овој центар, но автоматски самиот Центар за регулација на сообраќајот работи 24 часа. Овде зад мене можете да видите и монитори каде што се следи самата состојба во сообраќајот, односно се следи ситуацијата, колку возила имам, дали има сообраќаен метеж и слично, и целта всушност на самиот центар всушност целта е да се зголеми ефикасноста на јавниот и патниот сообраќај, исто така да се намали сообраќајниот метеж. Сега за сега може да се забележи на самите монитори дека немаме толку сообраќаен метеж, за разлика од онаа концентрација на метеж која што најмногу може да се забележи, односно прва концентрација на метеж која што најмногу може да се забележи некаде 7 часот наутро и 30 на минути. Сега за сега може најмногу да се забележи метеж на булеварот Александар Македонски со улица 16 Македонска бригада, исто така улицата Киро Глигуров и исто така поголем број на возила може да се забележат на потегот Рампа па секон самиот центар, улица 11 Октомври. Сега за сега може да се забележи дека таму имаме најголем број на возила, а ете и односно во првиот ред, вториот монитор може да се забележи дека всушност таа улица е булеварот Борис Трајковски кај Рампа, каде што имаме голем број на возила, односно колона од возила кои што чекаат да се упатат кон самиот центар на градот. Сега за сега е ваква состојбата на некои од крстосниците, но уверувам дека самиот број на возила ќе се зголеми некаде, како што напоменав, после 7 часот и 30 на минути. Секако знаеме дека причина за метежот во самиот сообраќај, односно метежот низ скопските улици е зголемениот број на возила, зголемениот број на жители во Скопје, но и секако за тоа придонесува непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. Затоа треба да започнеме од секој од нас како поединец, бидејќи и ние самите придонесуваме за тоа. Се надевам дека ова вклучување е нешто поразлично и поинтересно токму од тука, со оглед на тоа дека можат да се забележи всушност каква е ситуацијата на повеќето крстосници во Скопје, со оглед на тоа дека имаме инсталирана упрема на неколку крстосници во Скопје, секако очигледна инсталирана упрема се камерите, како што може да се види зад мене, кои што дефинитивно сликовито и убаво ја покажуваат самата ситуација истовремено. Уште еднаш кратко за крај, најголема концентрација на метеж моментално во овие рани утрински часови имаме на булеварот Александар Македонски со улица 16 Македонска бригада, но знаеме дека оттаму тој метеж се прилива кон крстосницата кај владата, Мавровка, Нова Македонија, Судска палата, Црвениот крст исто така. За крај ќе напоменам да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, и секако еве да напоменам како уште една новост на сите оние места каде што имало сообраќајни незгоди и секаде каде што има пешачки премини во Скопје почнаа да се поставуваат лед сообраќајни знаци, така да според последните информации вакви лед сообраќајни знаци се поставени и на булеварот Партизански одреди и улицата Јордан Мијалков. Со овие интересни информации ве поздравувам токму овде од Центарот за регулација на самиот сообраќај.